Граден во 80-тите години на минатиот век, како споменик кој ќе отсликува нашата поблиска и подалечна историја низ годините минати, служеше како место за историски часови, предавања, презентации и поетски читања на голем број настани и случувања од овој крај. Го посетуваа гости, намерници, ученици, делегации на Кочани. Денес споменикот на слободата е во многу лошо издание. Ги нема металните птици на кои беа напишани имињата на паднатите борци за слободата на Македонија во Македонија и поранешна Југославија. Ги нема деловите од мозаиците кои беа вистинско архитектонско и уметничко дело на самиот споменик. Оставен на забот на времето, споменикот пропаѓа без ничија грижа. И граѓанското размислување за негова заштита во овој момент е најпотребно. Овој проблем со негрижата на споменикот на слободата мораше да го истакнам кај луѓето кои дадоа во нивната младост прилог за изградба на еден ваков споменик кој е познат по неколку факти. Тоа е дека е најголем споменик на Балканот со она што представува простор на мозаична вредност. Второ, дека во споменикот се вплетени целокупната историја на македонскиот народ. Во мозаиката може да се видат активностите, односно историскиот период за време на Александар Македонски, на цар Самуил, 1903 Илинденското востание и НОП и револуцијата. Значи, овдека во споменикот се вплетени многу истории, многу жртви, многу прилози на граѓаните на општина Кочани, а сега споменикот за мене представува, да кажеме, едно место каде што не би дал, да кажам, позитивна оценка, преодна оценка за неговиот изглед. И затоа мојата иницијатива беше дадена на денешното собрание на Сдруженијето на пензионерите во општина Кочани, да тие покренат иницијатива, не да тие го градат, него да покренат иницијатива пред јавната локална самоуправа, преку градоначалникот и надлежните институции, да може споменикот да се стави во функција. Ставајќи го споменикот во функција, кочанчани ќе се здобијат со едно место со кое ќе се гордеат, а споменикот на слободата, како што реков и понапред, јаисликува целокупната историја на македонскиот народ. И ова граѓанско размислување да се спаси споменикот на слободата од понатамошното уништување е уште еден доказ дека споменикот на слободата и понатамо останува дел од нашава историја, од постоењето на Кочани во кое живееме се уште како него.